Стручноста или националната припадност? Што лекува подобро? За министерот Меджити и премиерот Ковачевски професионалноста била пред се. Но не објаснија конкретно како е одобрен последниот скандалозен оглас на клиниката за гинекологија, каде што се бараат 4 доктори по одредена етничка припадност. Македонци не смеат да се пријават на огласот, затоа што се бараат лекари исклучиво од турска и албанска националност. Според член 5 од Законот за вработени на јавниот сектор, предвидува обврска за планирање на вработување на јавниот сектор согласно начело за соодветна и правична застапеност. Во член 20 од истиот закон е предвидено прераспределба на бројот на планирани вработувања да биде соодветно за одржување на правичната застапеност. Ова е законот предвидено. А сепак се согласувам до вас дека искуството и знаењето е пред се. Премиерот Ковачевски се согласи со Меджити и додаде дека огласот мора да биде врз основа на законот, но според него етничката припадност не може да биде професија. Јас сум кажал многу пати, етничка припадност не може да биде професија. Етничка припадност е професија само на Западен Балкан, никаде на друго место во светот. Ќе ви дадам еден пример. Кога беше пандемијата од COVID-19, голем број наши сограѓани имаа потреба од клиниката за инфективни болести, така? И таму, ако се сеќавате, беа Демири, Цана и Стефановиќ. Така да етничка припадност... Не, тие беа клучните 3 доктори, така да сакам да ви кажам, етничка припадност не игра улога во професионалност. Тоа сакам да ви кажам. Дали државните вработувања според етничка припадност се уставни? Експертите веќе неколку пати алармираа дека се неуставни и незаконски. Според нив, пред уставот сите се еднакви и нема никаква разлика дали некој е македонец, албанец, турчин, србин или влав.